Хај, здраво живо, браќи и сестри, рибарска фамилија. На дневен ред денес тема која е разликата од рекреативниот до спортскиот риболов. На многу пати кај нас се греши и сите оние кои прават добри дела во рекреативниот риболов, тоа го сметаат за некој спортски начин. Као пример ќе одземам вратил риба и се однесувал спортски, што нема благе везе, и ја би го категоризирал у три сегменти риболовот: на прав риболов, оној камено доба која се риболовело за да се прехраниме; рекреативен риболов, она што идеме за да се релаксираме и луфтираме; и спортскиот, каде идеме да се такмичиме и докажуваме. Така да, сите оние што прават добри дела, тоа се рекреативци и нема врска со никакви спортски рибари, нити спортски риболовци. Оние кои ја земат рибата, тие се прави риболовци, ловци кои идат да уловат, да се прехранат, нели, дома да донесат на фамилијата да има што да јадат; и оние кои се такмичарите кои идат да се докажуваат, да ги бранат боите на државата или лично себе си, сатисфакција да некоја билдаат и остваруваат, да се докажуваат. Сега, која е разликата? Разликата е диаметрално спротивна и тука се увек оние судири на овие рекреативците, на кои егото им е огромно, но немаат фуфка да идат да се пријават и надпреваруваат, но сакаат од страна да кукурикаат, да подбоцнуваат и да му влапуштаат, да се прават дека они се тие правите и главните, но може само во рекреативниот начин на размислување и риболовење, но спортот која станува збор, таму се неприкосновни и не може да им придат рекреативците во никоја смисла на зборот, туку секој кој отишол да се мери силите со некој такмичар и у таков начин да се одмерува и по тие правила и прописи, знаеме дека со плачење дома си заминал и изгубил. Но, пак велам, егото е огромно и на сите оние кои, пример, некоја вода ја совладале, ја знаат на памет и оствариле огромни успеси, а таму ќе се одржи некој надпреварување, самите за себе велат: ја кога сега ќе се пријавев на оваа вода, сите ќе ве скршев, ќе ве победев, дудици, вакви такви, имате среќа што не се пријавив. Но јас секогаш на таквите им викам: повели бе, пријател, бујрум, ја ќе ти платам и котизација, и опрема, и мамци, и пријава, и спортска легитимација, и ќе ти извадам легарско, дојди и победи не, скршине, на клоци избркајне, па докажи кој си што си, а вака бусање у гради на зборови, сите сме најаки. Но никој нема храброст да го прифати предизвикот, само од страна лајат, а караванот си врви, надпреварувачите своето си го тераат, успеси си остваруваат, кариерата си ја билдаат и креваат, а овие од страна само од немоќ им останало да кукурикаат, а ништо да не на дело покажуваат. Прв еден таков бев јас, да не видам лажно скромен, нити па лажно праведен и да се правам цвечка. Си имам јас своји мани, своји грешки, како и сите, но не ги зијам многу за зло, бидејќи тоа сум бил во некои млади години, во младоста, па сум бил зелен и може да ми се прогледа низ прсти, но кога ќе ги видам луѓе сериозни у години кои треба више да им се јасни кристално овие работи, како уште сакаат да се одморуваат со спортистите, се рекреативци, единствено што ми останало да им се насмеам и понатаму да избегнувам темата од дебата, пошто никаде не води и до неповрат може до бескрај да весламе и да пак ништо не се убедиме, зашто велам егото кај овие е огромно, пошто нели они се тие правите и они владеат сите техники, спортови, риби, води, ама кога треба да се пријават, нигдека ги нема и обично се вадат под девизата дека немало нигде објавено и поима немале дека ќе има надпревар, па и за тоа има лек. Им викам уште сега, ако сакате да ве пријавам за наредната година, па да не му ја мислите и секирате, плюс ке имате и време да се информирате и тренирате, ама вуна, фуфка. Еден таков бев јас, за пример ќе се земам себе си, тоа е и величина на сите
големи луѓе да се стават себе како примери кога се лош за тоа некој да говорат, а да не стават под тепиха другите да ги прозиваат, па како таков пред 10-15 години една река Треска која ми е на 10 минути од дома и каде љубовта моја огромна за спин техниката и пастрмка, во тоа време возев кола, ни регистрирана, ни возачка имав, ни беше на моје име, но еден период ја секој сабајле, уште умрачката, у темницата, палев колата и дим да ме нема на Треска која не може ни концесија и беше буквално една река дива лига, каде на прсти се броја пастрмките и воопшто мајсторите кои ја застапуваа спин техниката во државава, а особено по ултралајт за риболов на пастрмка. И кога ќе заминев таму, не баре бевме на една рака бројка кои се гледавме низ деновите како риболовиме по Треска и успешно вадевме риба пастрмка, поголем дел ја зима, помал ја враќа, меѓу кои бев еден од тие и јас. И кога дојде пред неколку години да се прв пат во историја наша организира Лигата Спин, баш на таа река, сите надпреварувачи пријавени беа до тогаш за мене непознати и никош ги нема видено претходно кога јас сум риболовел на Треска и со подсмев велев кај бевте кога ја риболовев таму, нигде ве немаше, нова комбинирани, се знае више кој ќе биде прво место, дека тој сум јас, но многу се прелажав, се обрукав и воедно и научив на своји грешки на потешкиот пат како се спортува. Да, мојот пристап кон водата, кон пастрмката, кон спин техниката беше сосема на еден диаметрално спротивен начинот кој беше потребен да се прави и да се користи како спортски начин на риболов. Кога започна лигата со свирежот на свирката, јавев еден тотално марсовец на стазата кој немаше појма кде е лево, кде е десно и што треба да правам. Еве како прост пример ќе ставам дека на себе носев ранец, не баре полн, дека ќе кампувам 5 дена на стаза, од прва помош до батерии, до уште лаптоп да ставев и вреќа за спиење. А знаеме сите дека е таму предуслов и пресудно брзината, спретноста, да се биде што по-подвижен и да се биде чигра на стазата. Никош нема вадено од една позиција 5-10 риби, а ваму летаа како плашка, од еден бок се вадеа и се остварува резултати, се билда позиции, успешни освојува пехари, а ја на првата лига завршив последен, на мојата прва каде што се пријавив. И веќе тука ми се отворија очите дека не е се така као што јас сум си зацртал и сваќал. Па лека полека почнав и у другите спортови да применувам истата тактика, техника и најважно од све да се помирам дека ја како рекреативец можда сум одличен, но како спортиста сум дудук и немам благе везе, па да тоа го прифатам, да се помирам и да почнам од подобрите кои имаат долгогодишен успех на тоа поле, да бесстрамно и подчинето идам да ги гледам како тренираат, фазони да си минјам, да крадам фори и да се доближувам кон таа техника, тактика, пак повторувам, која е само применлива во начинот кога е спортот во прашање како риболов, кој пак во техниката рекреативна исто нема некоја голема своја намена и единствено што може од корист да ни биде е тоа што кондиционо ќе се спремиме, а претходно сме биле едни легачи рекреативци, не сме многу давале на тој дел тежина, туку дали ќе преспиеме денот или ќе шпартаме по вода, не е многу важно, со тоа не сме се замарале, сме иделе да се рекреираме и релаксираме. Така исто и во крапскиот риболов, така исто и во фидер, и во мушичарскиот, и во пливката. Кога идеме сами на рекреативен, све од нас зависи, одлучуваме која позиција ќе одбереме, дали сакаме во гужва да фаќаме или ќе се тргнеме на страна да самуваме. Еден куп работи сами ги одлучуваме, немаме никакви правила и прописи пред кои мораме стрикно да се придржуваме, па дури и тие неколку кои се од општа култура наложени преку федерација не ги почитуваме
и правиме еден бошибозлух, анархија по реките и никој не контролира, уште бомби да фрламе. А ваму за секој стои судија, све тоа испратено бурното око на спротивните надпреварувачи, све се замерува, све се запишува, све се контролира, осудува и казнува. И така да, сакам да потенцирам сите оние кои се бусале у гради и правеле дека се многу јаки рибари, тоа не го спорувам, но може да си го применат само во рекреативниот начин на риболов. Но кога истите тие ќе дојдат во надпреварувачкиот дел да се покажат, таму гледаме дека се секојаш нивните загарантирани последни позиции од листата на такмичари. Затоа секој што сака да биде такмичар, му советувам да се помири со своите успеси на рекреативен начин или на рибарски, каде што иде и пуни вреќи за дома да однесе да складира во комора, може таму да масакрира до бескрај, но во спортот ќе биде нула. Исто од страна сум ги гледал кога не гледале во лига како од бокс се вадат по 5-6 пастрмки и ни викале што е овдека интересно да фрли вади правиш, истите оние кои риболоват бојник и го бараат кај светка и цел ден прават фрли вади на една иста риба и се докажуваат, покажуваат, исподелуваат, објавуваат, демек видете колку бојници денеска натрупав во вреќа, а за други кога тоа се прави на надпревар, го подченуваат, го подценуваат и навредуваат. Тука неголемата грешка во колегијалниот однос еден кон друг, што секојаш на своето му даваат важност, висина, му даваат тежина, све друго подценуваат, умањуваат и го прават дека е небитно и една нула на споредба со она нивното што го практикуваат. Затоа, другари мои, од мене на кратко едно видео, па кој сака надолго и широко, слободно нека постави прашања, ќе му одговорам и ќе склопам поинакво видео. Ова е за оние лаиците, начално да им се објасни, напросто да ги разберат оние основи кои се во разликите на овие три категории, па до некој следно видео, секој е добро и бистро од ваш најверен рибар, Аки Рибар. Чао, чао!